Добро вечер. Ајде да се собереме малку по малку. Имаме интересна тема. Добро вечер. Супер, еве сме, се собираме. Полека, полека. Добро вечер, Симона, Снешка, Берта. Емилија, Сања. Добро ви вечер. Како сте? Оваа неделна вечер, еве, полека, имаме интересна тема денес. Денес ќе бидеме со навистина интересни, претпоставувам и очекувам прашања од ваша страна. Сигурно секој се нашол со по некој манипулатор и сигурно во животот се случиле манипулации, сте биле, добро вечер, Дани, и сте били и изманипулирани, и сме манипулирале, тука не можеме да кажеме, и да се амнестираме од такво нешто. Секој еднаш, барем во животот, бил и од едната и од другата страна на манипулацијата. Се собираме полека. Добро вечер, еве Ирина. Ќе зборуваме за манипулаторите, како да ги препознаеме манипулаторите, кои се нивните намери, кои се нивните цели. Ќе зборуваме за тоа, можеби од каде доаѓа манипулацијата, како да се справиме во дадени моменти, првично да ја препознаеме манипулацијата, за да можеме да се справиме нормално со неа. Манипулацијата, кога би го анализирале зборот манипулација, значи ракување, значи управување. Ракување со апарати, ракување со алати, управување со алати, машини и така натаму. Значи, се што е ракување со нешто, значи манипулација. Имајќи во предвид еволуцијата на човекот и знаејќи дека сега живееме во една цивилизација на материјализам, добро вечер, не е лесно и не е ниту пак тешко да претпоставиме дека сме научени на манипулација. Првенствено со алати, а потоа, кога метафорички ќе разгледате манипулацијата и кога ќе го земете зборот манипулација во метафоричка конотација, тогаш ќе добиеме, се разбира, земајќи го предвид и оној материјален свет во кој живееме, некако метафорички се пренесува таа манипулација и на човекот. Како? Па во овој материјален свет живееме под една теза која што се пропагира, а тоа е способните преживуваат. И кога имаме способни, при тоа имаме и поспособни, и најспособни, и неспособни, тогаш се бараат токму тие алатки кои што со кои се манипулира. Во случајов, за жал, се манипулира со човек. И тоа човек со човек. Човек на човек. Зошто? За да ја задоволи тезата на способностите, односно на кој е способен. Кога имаме таа градација на способен, поспособен и најспособен, како ќе бидам јас најспособен, ако не те потчинам малку тебе, па да се издигнам над тебе и едноставно да ја докажам својата способност. Сега, начините на издигање над тебе најчесто не се водени од еколошката свесност. А што значи тоа? Тоа значи добро за мене да ја остварам целта и добро за луѓето околу мене. Многу често, поради таа најспособност, суперлатив, ако сакате, многу често не се бираат средства, дури и можеби на некој несвесно ниво се оди
до тоа да се дојде до најмоментот. И тука доаѓаат, нели, одредени, најосновна манипулација, лага, прикривање на некоја вистина, да речеме, прикривање на некои моменти за, јас да се истакнам. Кога ставимо збор за таква манипулација, па некако и ќе ја прочиташ лагата. Па и ќе речеш, ај овој, мафта, го знаем, се мафтосо е, ништо страшно. Меѓутоа, кога ќе дојде делот до емоционална манипулација, тука се соочуваме со болка, со која што зависи, нели, и од манипулаторот, и од манипулираниот, со која што никогаш знаеме да се носиме, но никогаш не знаеме да се носиме со болката. Најчесто го сваќаме како навреда, затоа што и тоа е целта на манипулатор. Во суштина да омаловажи нешто за да се истакне тој на пиедесталот. Зошто? Затоа што еволуцијата кажува најспособните преживуваат. И како велат, многу често и пропагирано е тоа околу бизнисот, околу делувањето, околу тоа to-do листа, околу тоа планирање, запишувај планови, прави ова. Вели, поголемите риби ги јадат помалите. И ние живееме со тоа на едно колективно ниво и се разбира, си вели, чекајте, јас ќе бидам големата риба, а за таа цел што треба да направам? Да ја изедам помалата. Некогаш бирам средства, некогаш не. И токму тука настанува манипулацијата, посебно оној дел на емоционалната манипулација. Тоа е фина манипулација, без да забележиш дека те манипулира. И тоа е процес, значи тоа не се случува како ова што го кажав претходно, како ќе излажам, и тоа е минливо, значи со одредена конкретна цел одам, и јас манипулирам со време, со место, со настание, и па тогаш беше... Значи тоа е моментална. Но она, другата, емоционалната, таа е процесна. И таа се случува полека. Значи, без да забележите, без да забележи манипулираниот, навлегува буквално, онака, влегува во устата, што би се рекло, на големата риба. Пред да продолжим, има од преска нешто. Добро. Васил го споделил. Здраве од мене, сакам да прашам дали некогаш манипулацијата помага за контролирање на нештата или да контролираме одредена личност. Тоа е и целта на манипулацијата, контролата. Зошто? Затоа што кога ракувате со апаратура, вие ја имате контролата над апаратот и имате упатство како се применува, како да го употребите апаратот, и тоа го правите. И вие ја имате целосната контрола. Кога ракуваме со луѓе, кога ракуваат со луѓе, метафорички кажано, тие немаат упатство. Но тоа е процес, затоа велам, тоа е процес. Каде што се истражува. Се истражува пленото, жртвата. Да. Токму тоа е поентата. Значи, јас користам жртва за да бидам, тогаш сум или предатор, значи или напаѓам, или што правам? Или едноставно јас сум тој што сака да помогне во нештата. Јас сум тој што, јас правам за тебе. Добро ли се чувствуваш? Јас сум тој заштитник. А ти си и понатаму жртва. Значи, дали ќе бидеш нападнат или ќе бидеш како заштитен, ти си жртвата. Затоа што тоа е тој триагол. Или си жртва, или си напаѓач, или прогонувач, или си тој што заштитува некого. Спасител, што би рекле. Така што, во секој случај, тоа е триаголникот, кој што
се игра во целата таа игра. И процесот започнува со тоа што јас ти сакам тебе добро. Значи, за твое добро, јас ова го правам. За твое добро, јас тебе ти кажувам. На несвесно ниво, ти не си сигурен во себе без мојата помош. Ти зависиш од мене. Јас те правам зависен во сето тоа. Така што ти ќе почнеш да се сомневаш дури во собствените способности, собствените верувања за себе и едноставно ќе бидеш зависен од некој што ти мисли добро и што знае подобро за тебе. По автоматизам ти ја расклинкуваш, некако ја расклатуваш таа доверба во себе. Тоа е еден од начините на манипулација. Значи, едноставно те прави зависен. И за секоја работа што ќе ја направиш, ти да бараш мислење од него. Од тој некој си. Иако го не го сакам ова етикетирање на луѓето, затоа што секогаш сметам дека секој човек има во себе нешто добро. Но, за жал, многу често сме понесени од секојдневните случувања, што се наше секојдневие, што ни се случуваат. Најчесто, во таа динамика во која што се понесени луѓето, забораваат да бидат свесни. И оној дел од тоа што е како образец вткаен, дека мора да биде најуспешен, дека мора да биде поуспешен, дека мора да биде доминантен, дека тој треба да ги контролира нештата. Значи, се погубуваат и почнуваат со интригантни игри. И тоа е поентата на манипулацијата. Најчесто тие сакаат се хранат со тоа што кога другиот не се чувствува сигурен. Тогаш тој се чувствува сигурен. Тогаш тој е оној суперхеројот во приказната. Тогаш тој е тој што спасува. Тоа се едни од начините. И тие се толку суптилни, толку фини. Знаете, ако видите некој да прасне во даден момент, тоа не е манипулација, тоа е искрено, да речеме, искрена реакција, но тоа да се случува, да речеме, еднаш, два пати, пет пати. Меѓутоа има и праснувања кои што потоа велат ова ми е заради тебе. Тоа е манипулација. Во секој момент, кога ќе биде вперен прстот, дека ти си виновник за нешто, сака тој некој да ти направи да чувствуваш грижа на совест. Кога ти чувствуваш грижа на совест, тој е победник. И тој манипулира. И сега кога ти си толку слаб и кревок, бидејќи се чувствуваш, имаш премногу емоции во тебе, знаеш што е емпатија, сакаш да се чувствува тој пофино, нели, и ти чувствуваш грижа на совест, и што правиш? Правиш се за да угодиш, за тој да се чувствува добро и да го расположиш во тие моменти. Знаете што се поаѓа од детството? Тоа е една неизлечена траума од детството. Кога тој некој, кога бил дет, праснувал и, пазете што додека сме деца, ние манипулираме, затоа што и родителите така не учат. Манипулираат со нас за да научиме многу вештини во животот, значи не е секогаш лоша манипулацијата. Но што прави детето? Детето плаче, вришти, се треска од земја и го добива тоа што го сака. И потоа тој образец се пренесува кога ќе стане возрастна личност. Плаче, се треска од земја и го добива тоа што го сака. Или обратно, суптилна манипулација. Јас сум фин, јас сум добар, па ајде, мамичке, кога додека сме мали, што правиме? Па ајде, ова купим, јас ќе бидам добар, јас ќе бидам фин, јас ќе бидам вака, јас ќе бидам така. Истото се случува и кога ќе станете возрастни. Значи, тој некој на таков убав начин ви се доближува, па имате и зборови од тоа душичке, па срценце, па не знам, и така натаму. И едноставно, зошто? За да го добие тоа што го сака. Значи, вие станувате плен, а тој го добива токму тоа што го сака. И многу често знаат и да праснат, а потоа да се извинат. Па не сакам,
па не сакав, леле, така ми беше, вака ми беше, значи, оп, одиме сега во улога на жртва, па сега вие ќе спасувате нешто. Па ќе правите за да му биде на него фино, па да му биде добро, па да се чувствува добро и така натаму. И значи, тоа е тој триаголник што постојано се врти. А во суштина стои малото безпомошно дете, кое што не можело во дадени моменти да се справи и наоѓало начини. Сега, тие начини како возрастни никогаш не функционираат во зависност од жртвата која што ќе ја најдат. Наше е тоа да го препознаеме. Во почеток секогаш се почнува со оноа згаснување на твојата светлина. Во смисол да ти ја изгубиш твојата доверба на сметка на тоа да ми веруваш мене и да бидеш зависен од мене. Значи, тоа е тоа моментот кога почнуваш дури и никогаш да се прашаш, чекај бе, јас ова, дали добро го мислам, почнуваш да се сомневаш во себе, во собствените способности, во собствените можности и не можеш да не го прашаш тој некој. Ти си зависен од него. И едноставно си жртва на туѓата манипулација. А тоа почна толку суптилно, толку као ти тоа добро го направи, ама ова можеше да биде подобро и така натаму. Или ти тоа најубаво, највешто го правиш, а има и една друга страна кога може постојано да ве напаѓаат. И што и да направите и да не бидат задоволни од тоа. А вие да се трудите секогаш да угодите и да се трудите се повеќе и повеќе да давате и да давате и да давате за да задоволите некого. И тоа се случува во сите односи. Почнувајќи од семејството, па не знам, на работно место и така натаму. Колку пати сте биле сведоци на тоа дека ќе бидете мотивирани повеќе ако не ви се признава тоа што добро ќе го направите. И тоа е еден вид на манипулација. И секогаш ви создава еден сомнеш во себе. Тоа е основното нешто. Да не си верувате на себе. Затоа што станувате зависни од него. Тоа е поентата на манипулацијата. И потоа вие сте буквално како оние марионети. Значи, само да се тегнат, да се влечат конците и вие да играте буквално по нивните правила. Има и една многу интересна игра, исто така, на манипулаторот кога таа се вика тивка игра. Кога се молчи. Значи, ако нешто не е потаман, не му е по кеф, што прави? Молчи. Молк. Тишина, која што е многу непријатна, не сте направиле да угодите, може би нешто, не сте му направиле нешто што е потребно, сте направиле нешто што не е по негов критериум како треба и тој ќе молчи. И вие што и да прашувате, може да добиете одсечен одговор или да не добиете никаков одговор, дури и на повици може и да не ви одговара и со тоа се храни. Значи, тој ќе се јаде, под наводници, а јас го остварувам. Јас доминирам. Тоа е поентата. Јас доминирам. Јас управувам со целата таа ситуација. И сега кога ова се само неколку сегменти, колку што може да се опфати во сево ова, слободно поставувајте прашања. Значи, затоа што знам дека сте тука и знам дека се вклучувате. Интеракцијата е многу важна. Како може да се препознаат оние вештите манипулатори, како да се одбраниме и заштитиме. Да. Вештите манипулатори, ова е еден од начините, значи ова што ви го набројав, сигурно ќе го забележите, кога тој образец, значи тоа однесување, таа навика во однесувањето се повторува. Или, например, се чувствувате виновни, најчесто така сака, знаат да префрлат вина. Значи, тие и да направиле нешто, знаат да ви ја префрлат вината вам, дека вие сте виновни за тоа. Секогаш, како што кажав и преска, кога ќе вперат прст дека ти си виновен за тоа, тоа знаете дека е
првиот знак што а вие се прашувате чекај бе што направив сега јас стварно немав никаква лоша намера. Знаете, тоа чувство, тој момент кога вие ќе се запрашате чекај бе што направив лошо, јас ништо лошо не направив, тоа е првиот знак дека е манипулација во прашање. Значи, вие сте сигурни во тоа што сте го направиле, знаете што точно сте направиле, а тој ви вика, абе не, јас ти тоа го рече, нема врска, ти го направи така. Значи, штом ви ја префрла вината, вперува прст, тоа е првиот знак. А вие не знаете што е тоа. Вие не знаете дека е тоа така, навистина така. И тој ќе ве направи вешто, несигурни во тоа. Абе како тогаш не се сеќаваш, па тогаш вака беше, тогаш онака беше, па ти тоа го кажа и така натаму. Или и тој да признае дека тоа го кажал, ќе речел, ама не мислев така. Значи, секогаш има нешто, па добро, тогаш бев така расположен во тој момент, да, можда навистина е така било, ама ти ова да не го направиш, значи повторно имате некакво обвинување и така најлесно ќе ги препознаете. Секогаш кога имате чувство дека вие сте постапиле секако што треба и ви прави некоја доза на несигурност во смисла чекај што е на жена, што му е на човеков, ништо лошо не мислев со тоа, тоа е знакот. Како да се заштитите? Тоа е многу интересно. Кога ќе ги препознаете, потоа е на вас дали ќе ја играте играта. Значи, вие одлучувате дали ќе ја играте играта. Затоа и го напоменав тој триаголник. Значи, или си жртва, или си прогонител, или си спасител. Значи, тоа е тоа. Затоа што вие сте секогаш во улога на, мислам, како манипулираниот е секогаш во улога на жртва. И потоа овој, значи, ги менува улогите или прогонува, те набедува за нешто што не си направил, за нешто што си направил, за нешто што тој направил, па ти си виновен, што тој тоа го направил, што се чувствува лошо, ти си виновен, атмосферата што е таква, ако сте на работно место или ако сте дома, ти си виновен, ти си ја предизвикал атмосферата таква, ако се децата лошо воспитани, ти си виновен затоа што се лошо воспитани, ако е ручекот ваков или онаков, ти си виновен зашто е таков или онаков, дури и да се купи, ти си виновен што си го одвел тоа место. Значи, тоа е баш онака едноставно, пластично објаснето за како да го препознаете манипулаторот. И сега, вие ако го препознаете тоа, и тоа се повторува, значи тоа е образец кој се повторува, или што е да направите не чини. Ама јас ова кога ќе ти го кажам, тоа чини. Сега ти ме слушаш, јас што ти кажувам. Значи, тоа вака кога ќе го направиш и вие постапувате, што се случува? Ваше е да одлучите. Дали ќе постапувате секогаш според тоа како ви кажува, или ќе завземете став и ќе ставите граница. Значи, се е до вас. Дали вие ќе продолжите да ја играте таа игра, или кога би рекле со улогите во детството и во родителството, тоа би било безпомошно дете, па нели и дури кога ќе се разболи, тоа е феноменално, кога ќе се разболи, вие сте виновни. Зошто се разболил? Нормално. Манипулаторот. Вие сте виновни зошто не му е добро. Потоа исто така од вас бара да му биде добро. И кога ќе му е добро, нели, вие повторно сте виновни за нешто што не се случило тогаш кога требало да се случи. Значи, постојано сте обвинувани. И тоа е таа емоционална манипулација, која е баш процесна и која што е многу подолготрајна од оноа кога некој на брзински ќе ви каже, па не бев дома, не го видов телефонот и не можев да ти се јавам. Тоа е минливо. Меѓутоа, кога го имате дома тоа, или го имате на работно место, или вашето окружување е тако, тука настанува тоа црпење на себе. И ваше да одлучите дали
ќе продолжите да играте таа игра или играте на беспомошно дете, авторитарен родител или бесно дете, па вие ќе го смирувате, да речеме, ако имал нешто кога е нервозен, тогаш сите се нервозни и сите треба да го разберат него, а ако вие сте нервозни, вие не смеете да се нервирате, значи вие мора да бидете секогаш добро расположени. Значи, кога е некоја ситуација каде што се чувствува тој изфрустрирано, вие сте виновни и вие треба да направите атмосфера за тој да се чувствува добро и така да ви ја предава таа улога. Сега, пак ќе кажам, на вас е дали ќе прифатите и продолжите да играте улога на жртва или спасител, нели? Или ќе го прекинете тој бермудски триагол, не би рекла. Значи, на вас е одлуката. Јас веќе не сакам оваа игра да ја играм, јас го гледам образецот кој што постојано се повторува, кој што постојано ме враќа на нешто да јас се чувствувам виновна, а јас ништо не сум направила. И ваше, значи, или да знаете, тоа суптилно, па некогаш и не треба суптилно да се каже, некогаш треба баш да се каже со јазикот за да ве разбере, со неговиот јазик за да ве разбере, да зборувате на ист мозочен јазик. Едноставно дека е прочитан на некој начин, условно кажемо, преносно да го кажете тоа, а тоа како ќе го кажете, поставувајќи сопствени граници и знаете како, ако е работно место, секогаш можете да го смените. Затоа што вие не можете да ги смените луѓето. Можете да се смените себе. Можете да го смените вашиот однос кон луѓето. Кога вашиот однос ќе го смените кон тие луѓе, да не учествувате во таа драмска представа, туку да завземете став. Кога вие ќе го смените вашиот однос, ќе забележите дали и луѓето околу вас се менуваат. Доколку го почитуваат сето тоа и почнуваат да ги почитуваат вашите граници, тогаш е окей. Меѓутоа, ако тоа нешто оди во недоглед, тогаш не знам, јас, например, не знам што би барала на тоа место. Така што секако дека кога некој не ги почитува моите граници, моите потреби, зашто тогаш јас би ги почитувала неговите? Ако сум емоционално постојано манипулирана. Затоа што внимавајте, ние имаме секакви, злоставувања да кажам, секакви насилства. Но сметам дека менталното и емоционалното насилство е најтешкиот вид на насилство што може некој да го нанесе на личност. Тие толку добро знаат да влезат во таа манипулација, што може да ви кажат, јас не можам без тебе. Дали е тоа на работно место, или е по дома, или е со партнер и така натаму. Ти ако си одиш, јас не можам да дишам без тебе. Знаете, ние продолжуваме повторно играјќи таа игра, мислиме дека сме сакани. Но се само не е сакани. Ако некој и чувствува љубов кон некого, во односи домашни, семејни, партнерски. Љубовта значи слобода, слободата значи одговорност, одговорноста значи доверба. Тоа е тој однос, а сето тоа значи почитување на сопствените и тугите граници. И потреби. На работното место, јас не можам без тебе, како ќе тече работата без тебе, никако, ако ти си отидеш, пропаднав и ред работи, кои што се случува. И тоа е манипулација. Затоа што секој може без секого, а во суштина се држам до тебе затоа што со тебе ми е окей
имам комфорт зона, значи тоа зборувам од сите аспекти, и партнерски и било какви. Имам комфортна зона, сум научена на тебе, е научен на вас, знае точно, ви ги знае слабите страни. Мислите се допрва да учи некого со некои слаби страни и така натаму, па пак да научи како да ги влече конците. Вака веќе му е научено, уиграна е представата и така што не е проблем да оди било кога да се дава. Премиерата е секогаш најтешка. Така што на вас е дали ќе останете во било каква врска или во било кој однос. Се ваѓам понекогаш како тивко се губам себе. Така, во љубов, што не личи на љубов, што можам да направам, како да се справам. Љубов кон што, Ана? Љубов кон што? Те молам, ако може, едно појаснување, за да знам зашто се однесува. Затоа што љубовта е многу широк поим. Се губам во љубов, се губам во однос на што и што губам во однос на љубовта, ако добро ме разбрам. Значи, љубов во однос на што или кого, што губам и, значи, каде е тоа што се губам, во кој сегмент се губам на љубовта. И благодарам за прашањето. Добро, имаме прашања, супер. Добро, за преваранти треба најстрога казна. Преварантот исто така, јас секогаш поаѓам од учењето дека секој има добра намера. И се што се случува има добра намера, замислете. И преварантот има добра намера, ама за себе. Така што, во секој случај, од казнувањето е дојдено до тоа. Така што не знам дали е тоа казната и наградата, дали се секогаш добре дојдени или не учат на зависност од надворешен фактор, што ви рекла условен рефлекс на Павлов, секогаш тоа го кажувам. За жал, тоа условување и тоа чекајќи ја наградата од надвор или казната не прави подложни на манипулација. Затоа што јас добивам, пазете, манипулаторот игра топло-ладно. И во еден момент вие мислите дека вау, колку ме сака, колку му значам. Леле, без мене на работа не можат. Дома, јас сум главната. Условно кажано, без мене не можат. Тоа е многу интересна улога на жртва. Без мене не може. Јас ако не го пофатам ова, јас ако не го направам тоа, ова од мене се чека, ова од мене. Значи, тоа е класична улога на жртва. И сега, кога сте во таква улога на жртва, многу е лесно некој да манипулира. Затоа што, кога ќе ви се даде награда и сега топло игра, како, вау, колку ми значиш, како ова се случува, вака, браво, тоа супер го направи, а знае да ви каже, ова ако го направеше можеше уште подобро, ама браво, секоја честа. Вие се пуните, убаво ви доаѓа, ве фалат. Но што се случува? После тоа добивате контраудар, значи таман вие сте се опуштиле, добро е, односиве се средија, имате едно затишје пред бура. И почнува да доаѓа некој наплив на напад, на напади. Просто не знаете каде да се спртите, не знаете како да реагирате во тој даден момент, затоа што ве наоѓаат затечени. А како го фаќа предаторот пленот? Така, кога тој ќе се опушти, тој го напаѓа. Ете ви уште еден пример како да препознаете манипулатор. Значи, тие се тие интригантски игри, каде што јас доминирам. Секогаш е доминацијата. Секогаш сум јас нај-нај. А како ќе бидам нај-нај кога ти ќе бидеш пониско од мене? Како можам инаку да бидам нај-нај?
Значи имаме, нели, основа, база, имаме компаратив, се споредувам со овој, со оној, ги бирам кои ми се жртвите, и суперлатив, јас сум најмоќен. Значи многу едноставно. Со една таква градација, една таква класификација. Што ми имаме желба да сме најмоќни, по автоматизам се манипулира. И тоа е тоа. Тоа е нешто секојдневие. Во таков момент на цивилизација живееме, и тоа е, за жал, колективната свест, се додека ние не ја освестиме. А како се освестува? Со чувство на емпатија, со чувство на сочувствителност, со чувство на љубов. Кога недостасува љубовта, имаме желба за доминација. Кога имаме исто така желба за доминација? Кога се споредуваме. Секогаш кога се споредуваме, јас да бидам подобар од оној, ти мораш ова да го завршиш, мора да бидеме подобро семејство од оние. Се споредуваме со како семејство. Се споредуваме со тоа што им се случува на комшиите, на козата на комшијата, нели, за да ние бидеме подобро од нив, па да се моделираме, па ете жена му на тој како правила, ти што правиш ако сопругот е, нели, тој што е манипулаторот, ако е да речи, може и жената да е манипулатор. Како, ако е на работно место, се споредуваат мали компании, поголеми компании, што прават, како прават конкуренција, зошто? За да бидам најдобар. На кој начин тоа? Тоа се прави преку реклама, манипулативна реклама. Значи, се, како да ви кажам, значи, манипулација има нон-стоп, постојано. Само дали ние ќе бидеме жртви на таа манипулација, наш е изборот. И баш кога манипулаторот молчи и се лути, што ни преостанува нам да направиме? Да се однесуваме како ништо да не се случило. Кога манипулаторот молчи, тој очекува вие да почнете да се вртите околу него и да удоволувате, дури и да се извинувате за нешто што не сте направиле. Само за да го доведете во добра ситуација, во добра состојба, за тој повторно да ја почувствува таа доминација. Значи, тоа е целта. Исто така, целта која е? Да вие не се чувствувате добро. Значи, да се јадете себе, да чувствувате грижа на совест за нешто што не сте направиле. Но бидејќи ја сакате добрата атмосфера, дали е тоа во домот, дали е тоа на работно место, знаете да кажете, добро да сгрешив и сега што да правам? Ете, сгрешив, ајде да видиме што можеме да направиме, ако тоа не сте го направиле. Значи, чисто ќе ја признаете вината. А поентата е да си го кажете вие собственото мислење, негово е по тоа како, што ќе прави, како ќе реагира и дали ќе реагира. Значи, поентата е да си кажете како се чувствувате во врска со тоа и секогаш поаѓајќи од јас позиција. Значи, нападот е како да долевате масло на огнот. Ако и вие молчите, буквално му одите во прилог затоа што ја постигнува целта. Но оноа што најмалку ќе го очекува е тоа да завземете свој став и да го кажете своето мислење. Но тој начин на кажување на мислењето ваше да биде само ваше, без критика и без напад на тоа што мислите дека тој прави со тоа. Негово однесување. И без тоа да кажете дека читате мисли, односно знаете која му е намерата. Значи, само еден искрен разговор со правилно давање на фидбек, со тоа што е добро во таа ситуација, како што се однесува, ти благодарам што на овој начин ми укажуваш каде сум во овој момент. Јас се чувствувам од целата ситуација многу како и да се чувствувате. Сето тоа прави една непријатна атмосфера, значи целата ситуација како вие ја доживувате од ваша страна. И на крајот, што е добро од сето тоа? Добро е што
се надевате дека од сега па натаму ќе имате еден коректен однос, каде што секогаш го цените тоа кога нешто ќе ви се каже, за да знаете каде можеби сте погрешиле, а не сте биле свесни за тоа. Знаете, му давате една доза на тоа дека нешто да се случува, окей, можеби јас тоа не го гледам, значи, еве сепак си тука, го имаш тоа што ти е потребно, значи јас сепак тука сум да ти соопштам, но почитувај го и ти моето. Што да направиме за да ја направиме ситуацијата и состојбата да ни биде пријатна? Сигурно сакаш да ни биде пријатно, јас многу би сакала. Што е тоа што треба да направам? Можам ли јас? Знаете, сосема е поинаков начинот на комуникација и начинот на тоа нема да го очекува. Дури никогаш ќе ви каже, мај да не лупете. Значи, ама ќе прозбори. Значи, тој образец ќе го пресечете. Во секој случај. Како ништо да не се случило, па некогаш може и тоа дури да биде лековито, да ви кажам. Затоа што постапувате од позиција на љубов. Знаете како, за да дојдете до таа позиција, потребна е доста работа, од лично искуство ви кажувам. Значи, навистина наблюдување на себе во дадени ситуации, наблюдување на ситуацијата кога ќе ви кажат нешто, да сватите дали таа емоција што се буди кај вас е емоција предизвикува жртва, или предизвикува улога на спасител, значи потребно е да ги препознавате улогите и да знаете дали сакате да продолжите да ја играте таа игра или едноставно да се повлечете и да кажете, окей, ако бара некој одговор интервентен во моментот, затоа што ако е нели нешто зајадливо, знае да ви кажат, зајадливи некои така реченици, сега во моментов не можам да ти одговорам, ќе ти одговорам малку попосле, имам некоја работа и така натаму, чисто да размислите дали сакате да ја играте таа игра или едноставно ќе делувате од позиција на љубов, во смисол сочувство, сочувствителност, да ја разберете личноста која што е пред вас, дека има некоја фрустрација која што најчесто ја носиме од детството, која најчесто е некоја неизлечена траума, каде што сме се чувствувале омаловажени, недоволно вредни и на овој начин сакаат да ја добијат својата вредност, манипулирајќи со емоциите на другите. Значи, кога тоа ќе го разберете, многу е лесно со било кој луѓе. И ја затоа велам, немам потреба да етикетирам кој е каков, но тоа е тоа што се случува, навистина се случуваат манипулации, навистина има манипулатори, навистина има манипулирани, но сето тоа е само една етикета која се лепи за луѓето, а верувајте дека тоа е навистина една неизлечена траума. Така што кога ќе го сватите тој момент и кога ќе сватите дека мапата не е територија, односно тоа што се случува не е вистина моето доживување, тоа е некое искуство, нели, кое што јас го имам па го рефлектирам врз личноста, тогаш немам потреба ни да се докажувам, немам потреба да влегувам во улога на жртва, немам потреба да бидам спасител, родител кој што спасува, навистина. Значи, тоа е таа работа на себе, каде што е многу лековита. Велам, се што купуваме, луѓе, се доаѓа до нас, па дури и лекарствата, дури и лего коцки за деца што ќе земете, па една играчка што ќе земете, има упатство за употреба. Па ние сме дошле на овој свет без упатство за употреба. Ние немаме упатство за употреба. Дури кога ќе дојдеме во училиште, не ни даваат упатство за употреба како да учиме и како да се движиме понатаму во живот. Никој не ни го дава тоа упатство за употреба. Наше токму во оваа наша еволуција да го испишуваме упатството за употреба кое некаде може би сме го заборавиле во овој живот. Значи, ние сме тие кои што
чекориме и ги создаваме нашите правила, нашите граници и тоа со кои луѓе сакаме да бидеме обкружени, во какви кругови сакаме да се движиме и дали јас ќе подлегнам на оваа игра која ми се сервира и која е дел од секојдневието. Значи, ние ги бираме всушност улогите кои ги играме. И кога ќе забележите дека спасувате некого, знаете дека сте во Бермудскиот триаголник. Исто како и кога сте нечија жртва. Затоа само освестете го моментот и кажете, па јас не сакам да бидам сега жртва. Навистина не сакам да ја играм ова улога. Јас така го правев тоа. Едноставно, ја забележев играта и ќе речев, јас повеќе не сакам во оваа игра да учествувам, не ја сакам оваа улога во ова драмска, во ова драмско действие, во оваа драмска представа. Едноставно. И не играм. Како да го препознам тоа манипулирање, еве, кажав веќе како да го препознаете, секогаш кога чувствувате грижа на совест, секогаш кога имате потреба да се браните. Значи, тоа е една феноменална игра кога ви предизвикуваат онака со насмевка и само еден збор ќе ви дофрлат. Например, во семејство. И кај беше ти до сега? Абе, знаеш, автобусот каснеше или колешката заглави во сообраќај, знаеш, леле, колку возила имаше по пат. Тоа е типи... А тој само се смешка. Или таа, не мора да е тој. Абе, те барав, не ми се јави. И ти почнуваш. Абе, знаеш, не сум го слушнала телефонот, знаеш, на сајлен сум го ставила, имав состанок, па знаеш, зборував, во сред зборување бев, па не сум го И вие се правдате. Добре дојдовте во драмската представа на тој. Сценарио и режија. Значи, така препознавате манипулација. Како поинаку? Само така. На работно место, исто. Како можеше ова да го напишеш? Како можеше ова да го ставиш? Како го испрати тој мел? Пази, тој, може би тој претпоставениот ја ви кажал да го прати. Како можеше да го испратиш пред да го проверам? Или како го пушти? Па ти ми кажи. Јас сум тика, кога сум тика? Таман работ. И вие почнуват. Ама знаете, тогаш кога ние зборувавме така натаму и така. Штом го забележите тој момент дека вие се правдате, предизвикува да се правдате, да се докажувате, и на крај ќе се истрошите. И после разговор со таква личност, после, макар и средба да е, се чувствувате исцедени. Па затоа се чувствувате. Затоа што сте потрошиле време во објаснување, затоа што сте потрошиле време да ги примите тие информации што ви ги пласираат, каде што сте обвинети и едноставно ве цедат како крпа. И знаете како? Се чувствувате изморени. Многу често се случува да јас и со клиенти кога разговарам, па и на моите, па и летна едука, и што не работилници кај што се вклучуваат, тренинзи, и велам, како се чувствувате? Уморно. Човекот не се чувствува уморно од работа. Од физичка работа не се чувствува изморен. Ќе легне, ќе одмори 5-10 минути, половина час, ќе стане конов. Ама, кога се чувствувате вако уморни, ќе легнете 5-10 минути, половина час, кога ќе станете, не знаете кај сте, и се чувствувате некогаш уште поуморни. И имате потреба пак да си прилегнете. Затоа што емоционалната исцрпеност и емоционалниот и ментален замор е многу поголем од физичкиот. Така што човекот не се заморува од работа. Се заморува исклучиво од чувства, од емоции и од доживување. А кога тие граници ќе бидат неиспочитувани? Кога ќе бидат неиспочитувани, ќе се чувствувате вака како што ви опишав, најчесто. И кога ќе бидат неиспочитувани тие граници,
Тоа значи дека на вас е одлуката дали ќе продолжите да ги ширите границите, па дури и да дозволите да влезат во вашето сепство, па да не знаете кои сте, или ќе си заминете. Каде и да сте. Затоа што многу често се случува да кога сте долготрајно подложни на манипулантски однос, посебно па ако живеете со манипулатор, и ваша одлуката, нели секој дошол по некакво искуство тука и одлучува, секој има слободна волја на избор и на одлука, и одлучува да остане во било каква врска, многу често се случува да единката се изгуби себе и се стопи со единката на манипулаторот. И тие функционираат во систем ние. Што значи тоа? Тоа значи дека јас и ти сме едно. А твоите потреби се всушност тоа јас што ќе ти кажам дека мене ми треба. Тука манипулираниот се губи тотално. Затоа што тој е другиот. И тие функционираат како едно. И кога ги прашате некого, некој од тие две личности, што сака, најчесто жртвата ќе ви каже прашајте го предаторот. Ако тој се согласи, окей, одиме и јас сакам. Нема проблем, само тој да биде задоволен, само таа да биде задоволен. Ма како не се е дозволено, само тој да биде задоволен. Што и да треба, како и да треба. Таа игра е таа кога нема да ставите граница на време, па дури да не биде поставена на време, важно е да ја поставите границата и да ја испочитувате првенствено вие, колку и да боли. Затоа што, знаете како, кога ќе се изгубите себе, вие во суштина не живеете. Вие само имате живот, а одамна сте умрели. Сте се стопиле со друг, може би сте се инкарнирале во него. Така што на вас е да донесете одлука дали ќе дозволите да навлезе некој во вас и да се стопи со вас и да бидете едно, или ќе го живеете животот кој што го сакате да го живеете. Тоа е тоа околу границите, кога не би биле испочитувани. А кога ќе го надмудриме манипулаторот, тој да биде изманипулиран. Ова е многу интересно. Штом имаме надмудрување, повторно сме во борба. Штом имаме борба, имаме победен и поразен. Надмудрувањето е метафорички пренесено во тоа да го победам некого. Јас не се надмудрувам со никого. Јас само ги почитувам собствените потреби, собствените граници, собственото јас. И не се надмудрувам. Значи, штом јас се надмудрувам, јас оставам место за компромиси, оставам место за тоа да бидам повторно во нечија игра. Јас не сакам да бидам во игра. Јас не се надмудрувам. Јас кажувам кои се моите потреби од позиција на себе почитување, од позиција на почитување на другиот. Значи, тука еколошката свест и еколошката свесност ни е на високо ниво, затоа што јас сакам добро за себе, добро и за луѓето околу мене. Затоа што на едно длабоко ниво манипулацијата никому не носи добро. Замислете колку е заморно вие да смислувате интриги,
за некој да се чувствува вака или онака. Јас верувам дека и на манипулаторот не му е воопшто лесно. Затоа што тој смислува кола планови и башка на сето тоа живее со тоа да тебе не ти биде добро. И кога тебе не ти биде, живеам со тоа да тебе, ако тебе не ти е добро по автоматизам, јас чувствувам лутина, чувствувам бес, чувствувам омраза. Тоа се отровни стрели кои наместо, не само тебе што ти ги упатувам, туку се одбиваат од тебе и се враќаат кон мене. Значи, тие не се свесни што си прават на себе. Буквално се трујат со сопствениот отров. Значи, не им е лесно. Јас буквално и нив ги разбирам, затоа што се чувствуваат потиштени, повторно ќе кажам, од нешто неизлечено. Но не можете, како да ви кажам, преку вас да се лечи некој. Така што, добро е за мене, добро и за луѓето околу мене, како цел. И затоа велам, мојата граница, јас ја почитувам твојата, но почитува ја и ти мојата. Тоа е веќе разговор на возрастни личности. Така што, повторно ќе кажам, на нас е. Не е работата да се надмудриме, туку работата е да се разбереме и да се уиграме како тим или да се разидеме. Нема трето. Третото е да останам и да се стопам со тебе. Тоа е третото. И внимавајте, тука малку ќе кажам овој дел морам да го спомнам кога спомнав ние. Многу често се случува да додека се расте, додека е период на растот, велам до 7-та година е се што ни се случува, што потоа како образец го живееме. Кога родителот настапува, па дури јас сум слушнала и родители кои што на 15-16 годишни велат, ние учевме, ние направивме ова, ние што правиме? Зависност на единката од некого. Таа зависност на единката од родителот, потоа оди во рефлексија, во секојдневието како возрасен, како? Зависност од претпоставениот, зависност од партнерот, зависност од брачниот партнер, ако сакате. Значи, јас секогаш треба да бидам ние со некого, јас секогаш треба да ние со некого. Не. Значи, тоа е тој момент жртва, а овој овде си оѓа плодна почва, за да може да сади тоа што на него му одговара. Така што, многу ова длабоко и тоа ќе го разработуваме од февруари на моите едукации, повелете. Тој што сака се разбира да не само да си помогне на себе, туку и да помага и на други во тој сегмент. Добро, и баш кога манипулаторот молчи и се лути, добро, да се однесуваме, добро. Ова го прочитавме, значи поентата е да не се надмудруваме, туку да одговориме на тоа со поставување на граници. Ако не ги испочитуваме ние, тогаш е многу веројатно да не ги испочитуваат и другите. И затоа велиме, границите се поставуваат од нас, првенствено ние треба да ги почитуваме и да се почитуваме како би можеле и останатите да ги почитуваат. Не можеме да очекуваме луѓе да не почитува некој друг ако ние не се почитуваме. И најчесто бараме кај другите да се однесуваат кон нас како што ние би сакале да се однесуваме кон себе. И најчесто, ако бараме да не почитуваат другите, колку ние се почитуваме себе. Не ги почитуваат моите граници, окей, колку јас ги почитувам моите граници кон себе. Значи, секогаш направете свич на прашањето. И тоа е, дали има уште некое прашање? Дали одговорив, кој да си, не знам кој ти е името, дали одговорив на прашањата?
Тој што кажал, аман Господје, одговорете на прашањата. Ви благодарам. Дали одговорив на прашањата? Дали имате уште прашања, повелете? Дали е окей? Дали го препознавте? Дали е окей одговорот на тоа? Секогаш кога се чувствувате, значи, обвинети, а немате зашто тоа да се чувствувате обвинети и постојано е вперен прстот во вас, знаете дека сте изманипулирани. И затоа, значи, поставете здрави граници, бидете свој на свое, почитувајте се себе, почитувајте буквално оноа што вие ќе го поставите како здрава граница, почитувајте ги луѓето околу вас и на вас е да одлучите дали ќе продолжите на тоа работно место, во таа врска и така натаму, откако ќе ги кажете своите ставови, своите мислења, своите граници, на вас е да одлучите што понатаму. Ви благодарам во секој случај што се вклучивте на овој лайв, ви благодарам што останавте до крајот на овој лайв, ви благодарам за прашањата кои ги поставивте, ви благодарам за нестрпливост за одговорите, прекрасни сте, се гледаме и наредната недела во исто време со интересна нова тема. Очекувам и се радувам ако навистина одговорив на многу ваши недоумици, разјаснивме прашања и сакајте се себе, сакајте ги луѓето кои ве сакаат вас, чувајте се себе и чувајте ги луѓето кои ве чуваат вас. Имајте убава